Гледайте, ако ја видиме оваа скалава на емоции, која што ја зборувам често од филозофот Хабарт, има еден тон, се вика скриено непријателство. Гледате, имате жолти тонови, тоа се емоции. Тоа е квантитет. Што е емоција? Тоа е квантитетна енергија. Гледате, кој имате некој човек кој што има многу квантитетна енергија, кој што е многу позитивен, кој што е многу високо со емоциите, тој човек има за себе и сака да даде на други луѓе. Има, ама го дели. Во Америка викаат sharing is caring. Да споделиш е да се грижиш за некого, ама тоа е многу убаво. Знаете, затоа што кога човекот има многу и он може да го сподели со другите луѓе, едноставно има концепт на живот дека нема оскудност и дека све може он да искреира. Кој имате некој човек кој што е високо со емоциите, кој што има идеи, кој што има цели, кој што има свој живот, кој што не му е гајле многу за животот на другите луѓе, не се ни споредува со другите луѓе, него си има некоја оригиналност во својот живот и во својот став и знае што му е приоритет, знае што сака да постигне, се обидува на другите луѓе да им помогне, не гледа другите луѓе како некој со кој што треба он да се надпреварува, поради тоа што гледате мудроста, мислам и свесноста, а тоа мислам дека како човекот старее, почнува повеќе да го сваќа тоа дека не е важно кој, колку и што има, него тоа е што многу е важно за тебе што ти имаш и дал го имаш тоа што си сакал да го добиеш или да го имаш во животот. Затоа што мислам дека за прво работа која што е важна за човекот да нема љубомора или да нема завист, да не се споредува со другите луѓе, ама за да не се споредува со другите луѓе мора да знае што е тоа што сака да го добие во животот. И ако има луѓе околу него кои што се споредуваат со него, затоа што знаете, ако сте во околина на луѓе кои што многу често материјалното им е поважно отколку духовното, ова е моje мислење, ова не е факт 100%, ама моje искуство е дека кога имаш луѓе кои што се повеќе насочени на материјални добра, на материјално имање и кои што го мерат успехот во однос на материјалните нешта, дека во тие околини или во тие друштва дека знае да има многу повеќе завист отколку во некои друштва кои што има работа на духовност, каде што има работа на проширување на умот, каде што има работа на себе како духовно битие. Знаете, ја имам еден цитат дека е многу полесно човекот да дојде до материјален успех, поради тоа што материјалниот успех човек може и да го лажира. Може би татко му остел кола, може би татко му остел компанија, може би добил некоја работа на наместено и така натаму и сега човекот може да има многу материјално и до тој успех не е лесно да се дојде по чесен пат и така треба единствениот начин да дојдеме до материјалниот успех е на чесен пат, но некои луѓе не го добиваат на чесен пат, го добиваат на нечесен пат, но духовниот успех не можете да го добиете на нечесен пат. Поради тоа што дел од духовниот успех е да нема завист, да нема љубомора, да се помага на другиот да постигне успех. Гледате сега, во духовност ако одиме, кога човекот оди да работи на себе и да си помогне себе духовно да порасне и духовно да се надгради, во таа духовна надградба, уствари што е? Е таа емоционална интелигенција. Имаме ментална интелигенција, за кој што зборав ментална и емоционална интелигенција, но во таа емоционална интелигенција баш тоа да ти се радуваш на успехот на оној кој што е до тебе. Дури и ако он ти завидува на твојот успех, ти ако му се радуваш, он повторно ќе изгуби, поради тоа што не ти изнервирал, поради тоа што ти се радуваш, ако он успел и направил нешто плюс и повеќе отколку што може би ти си направил во истиот тој сегмент. Сега гледайте, ако некој човек не му е гајле колку друг човек ќе успее и се радува дека друг човек успел, ја мислам дека тој човек има многу голема емоционална интелигенција. И мислам дека духовно, а на некој многу големо ниво на раст и развој. Ама ако имате некој човек кој што ја има таа љубомора, ја има таа споредба, и за жал, ова не е кај сите луѓе кои што се споредуваат, но кај огромен број на луѓе кои што се споредуваат, мислам дека им доаѓаат споредбите, дури од кога сме били или кога биле помали, каде што некои од родителите
се надпреварувал преку детето, детето го користил како средство за надпревар со бабите, со тетките, со другите тетки, со на мажот фамилијата и така натаму, со другите деца, со внуците, што е, мислам, чудно. И ако ние го имаме тој момент на сакам да им помогнам на другите луѓе да успеат, не се споредувам со нив, туку сакам да им помогнам да успеат, мислам дека прво ќе се растовариме од многу стрес. Поради тоа што, ако ние мислиме, овој има 2 стана, ја имам 1 стан, овој има, не знам, тој и тоа, ја имам помалку од него. Ако така размислуваме, ние никош нема да бидеме среќни. Поради тоа што, гледате, може би некој човекот има 2 стана, ама нема добар брак. Може би некој човек има 3 коли, ама, не знам, има проблем во фамилијата кој што не сакаш да го имаш ти. Или може би некој човек има нешто кое што ти го немаш, ама ти имаш многу друго нешто повеќе. И она што сум го видел, дека луѓето ствари на кои што луѓето им завидуваат за нешто, секако знаејќи такви луѓе дека има кои што успеале, да кажеме на материјално ниво, сум знаел дека и тие луѓе имаат многу други проблеми кои што се од друг тип, кои што другите луѓе не ги гледаат. Сега, не е идејата ние да гледаме дека тие немаат, него да гледаме што тие имаат и како да им се восхитуваме на тоа што тие го имаат, за да можеме да го купиме тоа нешто, за да го имаме и ние. Човек кој што љубомори, он многу ретко ќе успее, поради тоа што неговиот успех е во насока на надпреварување, а не е во насока на остварување. Поради тоа што ако имате некој човек кој што не љубомори и сака да оствари некоја цел, на него му е многу полесно да оствари таа цел, затоа што не се нервира, поради тоа што не се, малтретира сам себе си зашто уште не успел, затоа што овој затоа што он цело време гледа успоредби. Гледа, не ужива во тоа што он го прави. А човек кој што не се споредува и кој што ужива во тоа што го прави, има фантастичен живот. А особено па тој кој што не се споредува и им помага на другите луѓе да успеат, тој секогаш ќе биде помогнат од тие кои што се, можеби, над него, на кои што он им помогал и тие на него ќе му вратат. Ама една работа ќе ви кажам, ако имате луѓе кои што се многу успешни, на кои што вие им помагате од понизност, тие нема да ви помогнат. Една работа да ви кажам, гледайте, моја обзервација ова. Знаете, не ги гледајте луѓето кои што имаат материјални богатства како да се богови. Поради тоа што они се успешни луѓе на материјален план. Може би имате многу успешни луѓе кои што духовно не се успешни. Кои што имате луѓе кои што оствариле многу богатство, ама емоционално немаат некој тип на духовно богатство и така натаму. Се, ако вие им се плашите и им сте си понизни на луѓе кои што имаат богатство, сум видел такви луѓе, и знаете што сум приметил? Дека тие луѓе кои што имаат материјални богатство и обично сакаат да имат некои луѓе околу нив што се понизни, не им помагаат. Зошто? Затоа што тие се себе инвалидизираат и се себе понижуваат и се себе деградираат, помагајќи затоа што го немаат ставот за себе дека и они се вредни. Сакам да кажам, кога ќе видите успешни луѓе, физички успешни на материјално ниво, немојте да бидете понизен со никого. Почитувајте ги сите, но почитувајте се исто толку себе си колку што ги почитувате тие луѓе за кои што во вашите очи се многу успешни. Ако сакате да дојдете до успехот кој што ги имаат они, прво морате да се почитувате вие на истото ниво на кое што вие мислите дека тие треба да бидат почитувани. Ама разберете една работа, ова е моја вистина. Може би не се согласувате со мене, може би го имате вие тој пример. Имате луѓе кои што гледаат други луѓе кои што имаат материјални богатства како да им се газди у животот. Кога ти го гледаш некој кој што има материјално богатство како да ти е газда у животот, ти никогаш нема да имаш пари. Прво. Ама тој што има пари треба да го почитуваш. Апсолутно. Ама не да го гледаш како да ти е газда. Затоа што ако така се поставуваш кон тој што има финансии и пари со тебе, тој нема да сака да ти ги врати финансиите кон тебе, поради тоа што, гледате интересна работа, финансиите не идат кон понизност. Финансиите одат кон почит. Сега, ако вие си се почитувате себе си и ги почитувате другите луѓе, нема да имате завист никогаш. Гледате зашто? Поради тоа што
Ние ги почитуваме тие луѓе кои што имаат финанси, ама се почитуваме и себе, тогаш они ке не почитуваат нас, и поради тоа што не почитуваат нас, ке сака да соработуваат со нас, и поради тоа што сака да соработуваат со нас, да од нивните финанси ке дојдат кон нас. Ама ти ако цело време си понизен кон некој кој што има финанси и го гледаш како да ти е газда, тој инстинктивно, поради тоа што му е чудно зашто ти се однесуваш како понизен човек, затоа што е чудно, зашто духовно битие да се понизува за било кој. Мора да има гордост, мора да има своја честност, мора да има своја етика, мора да има свој респект. И ако го немаш, пари нема да дојдат кај тебе. И затоа тие луѓе што се цело време понизни, они се чудат зашто немаат финанси, многу едноставно, поради тоа што се понижуваат и поради тоа што одат во насока на лага. Духовното битие не може да се понижи и не смее да се понижи. Себе понижување на скалата на емоција е многу ниско. Жртва, себе понижување, себе деградирање. Катастрофа. Сега, ако ние се почитуваме себе си, и ако почитуваме нашата цел, ако го почитуваме нашиот успех, и ако ги почитуваме луѓето кои што успеале, тоаш нема да имаме никаков проблем. Нема да имаме никаков проблем. Ама ако сте премногу понизни на некои кои што успеале, тогаш почнувате да имате многу проблеми. Од емоционална природа, од себе казнување, себе критикување, правење себе си на жртва. И тоа не функционира, тоа не е добра вибрација емоционална да привлечете успех, било каков. Сега зборувам за овој материјален успех. Сакам да ви кажам за духовниот успех, затоа што идам натаму. Кога човекот работи на себе и кога човекот сваќа дека животот е еден огромен пейсаж, огромен избор на работи кои што можеме да ги имаме. Видите, во животот може да имате еден куп работи. Може да имате 10 деца, може да имате 2 деца, може да имате 3 коли, може да работите за 6 куќи да имате, може да работите да стекнете дипломи, може да работите да стекнете сертификати, може да сето тоа да го балансирате, може да работите да го прошетате светот. Што сакате можете да изберете. На овој свет е прекрасен, овој универзум е прекрасен, поради тоа што ви дава можност што сакате да имате. Што сакате да имате. Ама ти како оригинално битие, ако работиш на твојата оригиналност, ако работиш на твојата автентичност, ако работиш на својата духовност, ако работиш на својата свесност, твојот избор у таа состојба воопшто не е ист со изборот на комшијата. Воопшто не е ист со изборот од другарите од средно. Воопшто не е ист со другарите од факултет. Немате исти избори. И поради тоа што ти си одбрал нешто во тој универзум, што сакаш да го имаш, според кое што го вреднуваш собствениот успех, ти си посветен на тој пат. Тој пат е оригинален пат. Таму нема други патишта слични за да ти гледаш дал некој те претркал на тој пат или не. Ама ако ти се споредуваш со сите луѓе, тоа е како да е на Е75, не знам, автопато видите на Гевгелија и сите коли поминуваат, замислете за 1 мај, еден куп коли тркаат сите на граница кој прв ќе стигне и се ти се надпреваруваш, се тркаш со нив, зашто си не испат со нив? Зашто општеството ти ставило што е убаво, општеството ти ставило што е успех, социјалните медиуми ти прават што е успех. Секој ти става што е успех, ама ти уствари не работите на себе на духовно ниво, што е тоа што ти го сакаш. Ако ти не работиш, нема да имаш своја автентичност, оригиналност, за да избереш ти своја идеја, не наметната од општеството и не наметната од околината. Ама ако не работиме на себе, прво, ако не ја зголиме на нашата духовност, материјалноста ќе не изеде и материјалноста ќе не биде репер за успех. Поради тоа што на кој друг начин луѓето денеска го мерат успехот? Најчесто го мерат врз база на материјалност. Сега, ако ние не издигнеме духовност и ако не сватиме дека духовноста е богатството, ние единственото богатство врз база на кое што ќе го мериме нашиот успех ќе биде материјалното богатство. Ама материјалните богатства и материјалните игри не секогаш важат најетичните и најправилните закони. Не важат. Сега, колку сакаме можеме да збориме, не зборам за кај нас, за било каде. Не важат најетичните и најисправилните закони. Не секогаш, велам, тоа не е по дефолт дека некој што е материјално успешен дека е неетичен. Тоа не е точно. Има многу материјално успешни луѓе што се етични. Но не секогаш во тие материјалистички кругови важат правила на етика, на морал и така натаму. Колку често е да ви кажам пример. Сте имале ли ситуација каде што сте имале друштва
кои што се на многу успешно материјално ниво. И дури сте знаеле дека во тие успешни наводници ги кажувам, затоа што за мене не е материјален успех ако не е на убав честен начин постигнат. Тебе да кажеме, дошол до некој успех. И имате успешни физички улоги, има ваква кола, има овакво, он е у друштвото главен, имаше некој таков и така натаму. Во тие друштва, луѓе, има некојаш таква неетика. Има такви нечесни работи. Излегле другари, ама он се пушта на жената на другаров. Таа флертува со мажот на другарката. Мислам, да се чудиш од неетични работи, неетични принципи, не дека тоа го има насекаде. Ама сакам да кажам, во работи каде што имате луѓе кои што работат на својата духовност, он сваќа дека не може да е духовно успешен и да одржи духовната успешност ако он ја мува и ја бари жената на неговиот другар. Затоа што свесноста му е на толку големо ниво, емоционалната интелигенција му е толку многу развиена, да тој уствари не завидува дека другар му има поубава жена па и се пушта, него му се радува дека он е среќен со таа девојка или жена која што другар му ја има. Затоа што он, работејќи на некој духовно ниво, сваќа дека тоа му е на некој начин духовен брат, дека на тој човек му е на некој начин соиграч во поголемата игра на универзумот, како да ги направиме работите бидат подобри за сите. Ама тоа ако он работи на себе, ако он работи на својата духовност, ако работи на својот ум, ако работи на својата духовност, ќе речам, затоа што тоа е емоционална интелигенција, ништо друго, колку поддуховен е човекот, толку повеќе има емоционална интелигенција. И сега гледате зашто е духовниот успех потежок, поради тоа што не смееш ти да правиш гревови, не смееш ти да правиш намерни грешки. Секако дека не сакат луѓето да направат намерни грешки, ама и ако направиш грешка, у тој свет на духовна успешност ти мора да ја коригираш, мора да преземеш одговорност за таа грешка. За да останеш духовно високо, мора да имаш ти етика и морал за да останеш духовно високо. И ако го имаш тој морал, таа етика, работа на духовност, висока свесност и емоционална интелигенција, нема шанса да има завист, љубомора, нечестност или неискреност. Поради тоа што си го поминал тоа ниво во развојната фаза, во еволуцијската фаза, ти си го поминал тоа ниво и не ćeš да се вратиш таму, зашто таму е џунглата. Зашто, гледате, ќе отидат луѓе и едноставно ги мерат своите успеси преку кој што купил, кој што носил, кој на кој, не знам, поскап хотел бил и така натаму и така натаму. А уствари нема среќа у тоа, него има среќа во безграничната духовно или духовно спокојство кој што универзумот ни го нуди, но само ако работиме на себе на духовен и на ментален план. Поради тоа што нема поубаво ослободување и поубава слобода од завист, од љубомора, затоа што си сватил дека без разлика кој тој човек да е на некој начин духовно и енергетски поврзан со тебе, како дел од возвишеноста во која што сме сите. И дека уствари нашиот успех е уште поголем доколку на тој човек кој што е околу нас и кој што е соиграч во животот во кој што не учествуваме, а не го гледаме како противник, туку го гледаме како соиграч и како сојузник. Сега знам дека има зависти љубомори помеѓу сестра и брат, брат и брат и сестра и сестра. Ама замислете дека тој е еден тип на, не знам, ваша помала сестра или ваш родител, нели, на кој што обично децата не се љубоморни родители, така кажам. Замислете, тој е ваш родител, кој што постигнал многу и вие се обидувате да постигне многу. И замислете така го гледате. Поради тоа што на некој начин сме така и поврзани. Во големата свемирска слика на постоењето, уствари така и сме поврзани. Ама не можеме тоа да го видиме или не можеме тоа да го осознаеме длабински, можеме тоа површно да го осознаеме, да речем, да, ние сме сите поврзани, некако сите сме духовни браќа. Тоа е еден тип на убава реченица и мисла, ама кога човекот работи на себе, он сваќа дека он е поврзан стварно со
со луѓето кои што се околу него, поради тоа што тој е дел од човештвото, јас сум дел од човечкиот род, како што сте и вие дел од човечкиот род. И дел од човештвото или дел од таа духовна човечка енергија е да се помага на друг човек да има поубав и посреќен живот. И се ако ние тоа го имаме во себе, и ако тоа го развиеме, ако тоа ајде да речем го ослободиме целосно, тогаш било кој успех на друг човек ќе не биде само среќен момент, а нема да ни прави било каков тип на разочарување или загриженост за тоа што ти сваќаш дека тој е твој тимски играч. И колку повеќе помагаш на другите луѓе да го добијат тоа што го сакаат, кај да е ќе дојде твоето. Кај да е ќе дојде твоето. Не знам дека има човек кој што помага и продолжил да помага на луѓе околу него, кој што на крај, може и после 2, 5, 10, 15 години, не го добил тоа што го сакал. Не знам за таков човек. Само знам дека имало луѓе кои што никогаш не прекинале да помагаат, никогаш не поминале да бидат добри кон околината, не биле љубоморни, завидливи, така, едноставно искрено помагале. Не знам за такви луѓе дека долгорочно, пак ќе кажам, знам дека можеби нема да дојде првиот месец, третиот месец, прва година, трета, може 15-та година, ама ако истрае човек, ќе дојде на 15-та. Затоа што мора да дојде. И мислам дека помагајќи им на другите луѓе, немајќи љубомора и завист кон нив, си ја подобрувате и вашата карма, поради тоа што универзумот препознава која енергија ти ја носиш и на која енергија, со која енергија приоѓаш на оние околу тебе. Гледате, у суштина, човекот кој што е завидлив и љубоморен не може да биде многу среќен, поради тоа што на секаде околу него ќе има успех. Секаде околу него ќе гледа поуспешни луѓе. Основа и формула за помалку среќен живот е споредбата која што луѓето ја прават со другите луѓе. Но и кога ќе видите на социјалните медиуми, некој човек постигнал едно, друго, трето, пето, десето, многу малку луѓе гледаат у позадината на таа слика или у позадината на тоа што го споделил, колку работи имал, кој што не ги споделил. Човекот не споделува секоја минута тоа што го прави во неговиот ден, поради тоа што, гледате, имате многу работи кои што и он се вика не се за споделување. Може би у некој момент му е тага дека не успел да стигне до целта на време, може би страдал у даден момент, може му било тешко, тоа не го споделува, он го споделува убавото, ама у позадината на тоа кое што е постигнување успех има некојаш многу работа и труд. Знаете, како на морето, нели, кој има една Санта Мраз што ја гледате, имате Санта Мраз што не ја гледате, која што е многу поголема. Тоа е работата која што човекот ја вложил за да дојде до успехот. Бидете среќни за секој човек што постигнал нешто, поради тоа што прво тоа е духовна енергија, тоа е битие. Тоа е битие. И тоа битие се трудило и тоа битие направило нешто за да дојде до нешто. Знам дека има битија на кои што успехот им е сервирано до колината од тато, мама, од кој да е. Но тие битија не се толку среќни колку што она битие кој што дошло до сопствениот успех пред го труд и работа. Поради тоа што има убавина во трудот и работата. Не само во добивање на нешто, него како си го добил нешто, тоа е многу поважно од што си добил. Поради тоа што многу често и луѓе кои што цело време добиваат работи без труд, не ги ни ценат тие работи и не се благодарни. Не се благодарни поради тоа што добиле све на тацна. И затоа е многу убаво труд, а работа. Денеска споделив на социјалните медиуми и пионерска заклетва. Ако ви текнува, имавме пионерска заклетва, сигурен сум дека на голем број од вас ви текнува, но во таа пионерска заклетва имаше толку многу убави работи, дека ќе се чува мирот, братството, единството, ќе се помага на возрастните, ќе се почитуваат возрастните, ќе се помага на пријателите, ќе ги сакаме и цениме оние луѓе што се заложуваат за слобода и мир. Тоа беа насоки кои што беа дадени на околината. Баш со мојата колешка Вики тоа го дискутиравме, баш и она спомена. Гледайте, тоа е нешто кое што сме го имале како правец. И така е. Гледайте, целата идеја е дека на некој човек ако му дадеш нешто и ако му падне од небото, проблем. Ама ако он го искрира нештото и он вложува во својот труд, не ги гледа, гледате, човек што има време да гледа туѓи успеси и цело време
љубомори и завидува на нив, тој човек не работи. Велат, оградата треба да е секојаш позелена од другата страна на оградата. Има друга реченица, вели, а што мека бараш ти да гледаш од другата страна на оградата? Што мека бараме ние да гледаме во туѓиот успех? Единствено што треба да не интересира е нашиот успех и да се радуваме на секоја енергија која што вложуваме кон некоја конструктивна и убава цел. Одберете некоја конструктивна и убава цел. Не се грижите кој што и до каде е стигнат. Ако имате такви луѓе кои што ве хейтат или ве не знам, ви завидуваат и така натаму, едноставно разберете ги нив дека се на тоа духовно ниво на развој и ако може да им помогнете, помогнете, ако не може да им помогнете, само продолжите кон вашата цел. И ги работејќи на духовност и на ваше духовно ниво, да се зголем уште повеќе, верујте ми, сакале неќер дека се споите со такви души кои што се на исто такво духовно ниво. Поради тоа што тоа е единственото нешто како луѓето и се зближуваат, викаат у Србија слично се сличном радуј. И сега кога ќе го најдете тој човек што е на духовно ниво на кое што сте и вие, ќе си го најдете што викаат вашето јато. Океј, посакувам убав викенд, се гледаме повторно понеделник. Чао!